Вечерва на полноќ завршува изборната кампања. Партиите и кандидатите во изминативе 3 недели имаа што да кажат. Сега на потек се гласачите. Во недела тие ќе кажуваат. Ќе кажуваат кој треба да победи во општината каде што живеат. Секако во скопските општини ќе се гласа и за градоначалник на Скопје. Прва скопска телевизија во текот на изминативе 20 дена реализираше интервјуа со кандидати за градоначалници на скопските и околните општини и за градот Скопје. Беа поканети сите кандидати и беа снимени сите оние што одговорија на поканата. Денеска на неколку часа пред започнување на изборниот молк ги прашавме кандидатите за градоначалник на Скопје, што ќе направат во првите 7 дена по седнувањето на фотелјата доколку бидат избрани. Недела е за 3 дена од денеска и затоа ве повикувам, ве замолувам во недела да излеземе и масовно да гласаме, бидејќи клучот на изборите е во излезеноста. Ве молам, излезете и гласајте, бидејќи само така ќе се брои вашиот глас. Има многумина кои што велат, не зависи од мојот глас, секако ВМРО ДПМН не победува. Да, тоа е точно. Но таа победа мора да биде историска, голема, за да испратиме силна порака, дека сите сме обединети околу една цел, а таа цел се вика Македонија. За 3 дена, обединети во борбата за нашиот дом, во надежта за подобра иднина и љубовта кон татковината, да испратиме силна порака. Се враќа силата на народот, гласот на честниот човек, се враќа СДСМ. Во недела, сите заедно ќе порачаме дека избираме честна работа и кадри кои ги слушаат и кои работат за граѓаните. Недела е денот кога треба да донесеме најдобра одлука за нашиот дом, за нашето мало, за нашето семејство, за нашата иднина. А најдобрата одлука е таа што гарантира напредок, која обезбедува сигурна иднина и нуди перспектива. За сите работи кои ние како кандидати зборувавме во изминатиот период, кои се крајно банални, кои треба една градска власт да ги спроведува тековно, тоа се поправање на улици, чистење на смет, нешто што едноставно ние претпоставуваме дека треба да се случува тековно, а за сето тоа има еден одговор и сакам на гледачите да им посочам дека единствениот одговор е окрупнување и зајакнување на нашите предпријатија. Кога ќе ги ујакнеме предпријатијата, тогаш ќе имаме и квалитетни услуги. Градоначалниците не излегуваат на терен со лопати и со метли, работниците се тие кои ги чистат нашите улици, работниците се тие кои ги поправаат нашите улици, така да. Само со гласање можете да ги промените работите во Скопје и да го спасите Скопје после 4 години уништување. Нашиот град не може да издржи уште 4 години уништување, импровизации, партиски бизниси и некомпетентност. Во недела ве повикувам уште еднаш, со срце и разум да гласате за единствената конкретна програма и понуда. Гласајте за вашиот дом, за бројот 5. Затоа што вие заслужувате чист, зелен и функционален главен град. Денес не сум тука да држам политички говори, туку да ви се заблагодарам од срце. Ви благодарам за секоја подадена рака, за секој совет, за секоја критика и најмногу за огромната надеж што ја почувствував во вашите очи, надеж дека Скопје конечно може и мора да биде подобро. Оваа кампања ја водевме искрено, наместо празни ветувања кои остануваат на хартија, пред вас излеговме со докази, со кредибилитет. Она што го направивме во кисела вода не се само бројки. Тоа е нашиот доказ дека зборот го претвараме во дело. Гимназијата Никола Карев е единственото средно училиште во Скопје кое што нема собствен паркинг. Ќе изградиме паркинг за 50 до 70 возила во склоп на училиштето, за да образовниот кадар може да си ги паркираат колите внатре, а со тоа ќе го релаксираме сообраќајот во Лептокарија и ќе овозможиме повеќе паркинг места за посетителите на дуќаните и на угостителските објекти.
Независниот кандидат за градоначалник на Скопје, поддржан од граѓанската платформа Независни заедно Горан Марковски, заедно со кандидатката за градоначалник на Центар Билјана Ивановска, денеска на последниот ден од изборната кампања ги повикаа граѓаните да излезат в недела на локалните избори и да го дадат својот глас за нив. Очекуваат фери демократски избори и мирен изборен ден. Како и што почнав, така и ќе завршам. Почитувани сограѓани, Скопје се гуши, тоне во смет, се суши. Само заедно можеме да му помогнеме на Скопје да излезе од оваа агонија. Затоа гласајте за независен, стручен и чесен градоначалник. Заокружете број 128. Скопје има шанса, изјави Марковски и додаде дека е голем оптимист и смета дека неговиот резултат ќе биде одличен. Оваа програма која нудиме на овие избори пред вас не е напишана во канцеларија. Ја создадовме заедно со вас, граѓаните на аеродром. Секоја мала, секој збор, секоја идеја има свое место во оваа визија. Ова не се ветувања, ова е патока за нашата иднина. Сакам да се обратам на сите генерации, од најмладите до највозрастните. Ке имаме безбедни училишта и градинки, паркови полни со зеленило и радост, спортски сали, културни центри, можности за образование. Наместо развој добивме пропаст. Наместо проекти добиваме изговори, сега имаме избор. Уште 4 години застој или иднина во која секој дел од аеродром ќе се развива рамномерно и плански. Нашата визија е јасна: нови детски градинки, уредени улици и зелени паркови, чист воздух, културен и спортски живот што ќе обедини заедницата, општина што ќе работи за граѓаните и со граѓаните. Тоа е аеродром како што го заслужуваме. Се наоѓаме на плочникот позади Capitol Mall и за овој проект, за овој плочник, општинската власт има потрошено 750.000 евра пари од унгарскиот кредит. Реалната вредност на овој проект е најмалку 3 пати помала. Ова само служи за мачкање очи на народот и перење пари пред избори. Како иден градоначалник, ќе направиме ревизија на сите договори во општината, за конечно граѓаните да знаат каде се трошат нивните пари. Ќе изградиме 40 нови детски забавни катчиња на секаде низ Газибава. Ќе изградиме 2 адреналински паркови. Во мојот втор мандат, особено фокус ќе ставиме на фекалната канализација. Раштак, Булачани, Виниче, Брњарци и Ергеле ќе добијат фекална канализација. А комплетно ќе завршиме започатата изградба на фекална канализација во Јурумлери, Идризово, Дрма, Чукурмаало и Гоце Делчев. Во соработка со градот Скопје и идниот градоначалник Орце Ѓоргиевски ќе реализираме многу проекти. Приоритет ќе биде решавањето на проблемот со дивата депонија Вардариште. Затоа, најавам дека овој хаос по 19 октомври ќе биде решен, уште во првите 30 дена. Нема повеќе да има диви депонии зад континерите, ниту општината ќе создава сопствени депонии на своја територија. Отпадот ќе биде одложуван на пропишани и контролирани локации, а комуналното предпријатие повторно ќе стане функционално. Разликата ќе ја воочат и почувствуваат граѓаните во чистите улици, уредените мала и зелени површини. Реновирање на сите спортски игралишта во училиштата. Ослободување на училишните дворови од приватни фирми и угостителски објекти. Ревидирање на статусот на карпата на Кеј и реновирање на скејт паркови. Обновување на опремата во детските игралишта низ малата. Позорникарска служба која што ќе го одржува инвентарот на детските игралишта. И да живееме во тоа дека ова е Карпош, најурбаната, најпосакуваната, и Карпош е таков денеска заради нас, заради вас граѓаните, заради карпошаните, не е ради тие што ја водат општината. Општината во последните години е во една таква лоша кондиција и сметам дека е време да направиме промени, да внесеме една нова енергија, да ми помогнете сите, јас се осмелив, осмелете се и вие, да направиме рез времеот и ќе останеме само со илузиите и приказните дека Карпош е убавата општина.
Секој граѓанин што ќе набави возило на електричен погон, општината ќе субвенционира до 2.500 евра и во исто време се обврзуваме да обезбедиме инфраструктура, односно полначи за овие возила, доколку истите се паркираат на јавен паркинг. Во исто време, сите возила што ќе ги набавуваме за потребите на општината ќе бидат на електричен погон. На оваа општинска зграда ќе поставиме фотоволтаични системи и целото производство на електрична енергија покрај за потребите на општината ќе оди за поставување на полначи за возила на електричен погон. На овие избори има само две страни. Од една страна се граѓаните на Чаир, народот кој што честно работи, скромно живее и ја сака општината. Сите вие кои сакате ред, почит и грижа за општината, која ја заслужувате. Од друга страна се оние кои ја узурпираа општината за себе, кои 20 години ја користеа за сопствено богатење, кои 20 години нудат празни ветувања пред избори, а потоа продолжуваат со иста песна. На последниот ден од кампањата, сакам да ги споделам со вас клучните столбови на програмата што ќе го развие Чаир со проекти кои веќе се започнати и други проекти кои се многу наскоро ќе започнат, за да ја подигнеме нашата општина на ниво на трансформација. Чаир се гради со нови урбани стандарди. Градиме нови улици, современо осветлување, нови канализации и безбедни тротоари во секоја населба, од Серова, Газибава, Топанско поле, Дижонска до центарот на градот. И основното училиште Петар Здравковски Пенко во Скопје Север добива нова фасада. Овој проект е во вредност од 11 милиони денари. Образованието останува да биде мој врвен приоритет. За нашите пензионери воведуваме мобилни тимови за помош дома, поддршка за лекови и финансиска помош од 6.000 денари за оние со најниски пензии, да имаат достоинствена старост со грижа, почит и внимание. За најмладите градиме нова детска градинка и најавуваме во сите градинки бесплатен престој за децата. Секој новороденче ќе добие финансиска поддршка. За Кучевиште предвидуваме уште една градинка да изградиме затоа што сакаме да покажеме дека од Чучер Сандево нашиот народ не се иселува, него доаѓаат, ни се населуваат луѓе кај нас. Имаме градинка, меѓутоа таа градинка не може да ги обслужи сите наши дечиња. Затоа ни треба уште една и таа ќе ја изградиме токму овде во нашето или во моето село. Ова не е само повик за избори, ова е повик за промена, за надеж и за иднина што ќе ја создадеме заедно. Центар не е само општина, тоа е нашето срце. Секоја мало, секоја улица, секој дом раскажува приказна за луѓето што се бореле, создавале, сонувале. Стојам пред вас со јасна визија за тоа во каква општина сакаме да живееме.